М. Симовска, корисничко име, и вели зошто кога се обидувам да држам диета, ме тера да јадам благо. Во нормални околности обично не ми се случува тоа. Симовска, нормални околности веројатно се околности во кои што внесуваш вишок на калории во твојот ден, и во тие нормални околности кога ти внесуваш повеќе калории од што твоето тело троши, од една страна може би и покачуваш килограми, а од друга страна и едноставно телото нема потреба од дополнителни калории или енергија па за да ти се јавуваат потребите за благо. Проблемот со тоа што кога почнуваш на диета и почнуваат да ти се јавуваат потребите за благо, најверојатно лежи во фактот што повеќето од луѓето кога почнуваат диета најчесто ја поврзуваат со некаква рестрикција и некаков режим и период од животот во кој што треба да живеат во рамка, и по автоматизам нешто кога е забрането е посладко, но има и една друга страна на тоа забрането и на тие рестрикции, а тоа е дека во тие рестриктивни диети, кај што најчесто луѓето одат во големи дефицити, поголеми од 200, од 300 калории на ден, тоа значи дека телото страда за енергија. И кога на телото не му се доставуваат доволните енергетски вредности, доволните хранливи вредности за да си функционираат сите процеси оптимално, тогаш телото побарува енергија. Односно брза енергија. И брза енергија нашиот мозок многу добро препознава и тоа се случува во најчесто 5 типови на продукти. Благо, грицки, тесто, енергетски пијалоци и сокови. Бидејќи таму има прости шекери кои што брзо ќе дадат енергија и затоа секогаш луѓето кога можеби имаат чувство дека снагата им се тресе и кога можеби прегладнуваат и така натаму, имаат потреби за таква храна. Никогаш во тие случаеви не ти текнува на брокула, на интегрален ориз, туку се знае на што ти мисли главата и затоа тоа е случај. И доколку можеби бараш начин за како да, не ти се случува тоа, тргни го, избриши го од главата поврзувањето на диета со ограничување, затоа што квалитетна исхрана не подразбира ти што ќе исфрлиш од твојот ден и од твојата храна, туку напротив, квалитетна исхрана подразбира ти што ќе додадеш, како ќе ја богатиш твојата исхрана, колку доволно хранливи материи ќе внесуваш во телото, за да не се појавува дебелењето, односно за да телото не создава масти како резерви. И тоа е, по мене барем, многу едноставен процес. И за мене значи појадок во првиот пола сат од будење, редовно оброци, пиење доволно вода, никаква посебна филозофија за ти да не дојдеш до ситуација на вишок на килограми. Така да тоа е мојот одговор за твоево прашање.